Здраво на сите, добре дојдовте во првата епизода од краткиот серијал на подкасти кој што се нарекува Cyberштит и е дел од истоимениот проект што го имплементира фондацијата Метаморфозис. Јас сум Горан Ризаов, а денеска со нас гостин е професорот Анастас Мишев од Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство. Добре дојдовте, професоре. Добре најдов, благодарам на поканата. Вака, сакав првото прашање да биде во однос на една најава на Сем Алтман, нели сопственикот на OpenAI, кој што најави нов проект што се нарекува Orb и ја скенира вашата зеница, со што подоцна би докажале дека сте човек. Прашањето е дали сега кога комуницираме онлайн сме сигурни дека комуницираме со луѓе? Па, подвоеноста на тие два идентитети што ги имаме, оној физичкиот идентитет што го имаме и оној дигиталниот, или оние дигиталните многу имаат повеќе кратни дигитални идентитети, секогаш представувало во некои ситуации позитивно. Имаме ситуации каде што некогаш било многу важно да се раздвои физичкиот од дигиталниот идентитет во репресираните земји, таму каде што имаме луѓе кои што не треба да дознаеме кои се тие физички, а треба да пренесат некаква порака во режимите и така натаму, но многу поголем проблем е на другата страна, таму каде што сакаме да бидеме сигурни дека зборуваме со вистински физички човек од другата страна на линијата, а линијата е таа интернет, глобалната мрежа, да бидеме сигурни дека навистина имаме соговорник, дека тоа не е некаква сега многу популарно наречена вештачка интелигенција. Интересен е овој обид на Алтман, голема фама се отвори околу тоа, редици чекале тоа да го направат. Не знам која е побудата, дали финансиската, добивањето на криптовалутата што ја нудат, или токените, или навистина желбата да се докаже, но интересно е што тоа доаѓа токму од тоа место, од местото од каде што се започна, од местото каде што воопшто доаѓаме до оваа дискусија, дали имаме од другата страна човечки соговорник или имаме вештачка интелигенција. Многу е, како што рековте, интересно бидејќи практично речено тие што го создадоа проблемот, мислам, постоеше вештачка интелигенција и претходно, меѓутоа со генеративната вештачка интелигенција тоа стана, доживеа бум. Значи сите, сега јас не знам човек што не користи генеративна вештачка интелигенција. И доаѓаме до ситуација кога било каква содржина или било каков уметнички израз објавен на социјалните мрежи, не знаеме колку е што се вели вештачки креиран. И сега истите тие велат, еве, за да бидете сигурни, скенирайте ја вашата зеница, дајте не ги вашите биометриски податоци, значи на приватна компанија или нон-профит како и да е, и ќе можете да си докажете дека сте човек. Колку е тука нарушена приватноста на луѓето? Мислам, дали воопшто може да се зборува за некаква вид на приватност со овакви алатки? Па секогаш кога даваме некакви лични податоци или лична биометрија, сме изложени на ризици за приватност. Особено кога тоа не е регулирано. Значи сега ние се уште со вештачката интелигенција се уште пливаме или пловиме во нерегулирани води. Никаква регулација нема. Зачетоци се на регулацијата на тоа што може, што не може, што ќе биде дозволено, што смее и што не смее. И сега тоа се користи, секако дека ќе го користат разни играчи во на целиот тој терен, за едно или за друго. Не знам кои се вистинските намери за тоа, дали навистина тоа ќе се користи за да се посведочи, кој тоа ќе го валидира, верифицира, има ние сме научени како човештво, сме еволуирале во една малку поинаква организација каде што имаме некакви системи, држави кои што
на некој начин го треба да го воспостава тоа довербата и така натаму, ланците на доверба и така натаму. Овде сега гледаме наеднаш излегуваме од тие рамки, сами рековте, невладина организација превзема на себе да биде таа што на глобално светско ниво ќе каже дали јас сум Анастас или е тоа некој мој аватар во некаков си виртуелен свет. We needed a way that we could know what content was made by a human, by an AI. We wanted a way to make sure that humans stayed special and central in a world where the internet was going to have lots of AI-driven content. Да, дефинитивно, мислам, времево во кое што живееме е исклучително интересно. Многу работи се менуваат, значи целото општество се менува драстично. Начинот на функционирање, начинот на работење, начинот на учење, исто така се менува. Не знам, можеби можеме да зборуваме за тоа, за младите, за студентите. Целата нивна обседнатост со овие уреди, смарт телефони и така натаму, како да влијае на нивната способност за длабинско резонирање. Можат ли денешниве млади што студираат, Финки е еден од најпопуларните факултети во Македонија, можат ли длабински да резонираат и да анализираат проблеми и потоа сето тоа да го изложат во еден читлив документ? Па јас верувам во младите, инаку не би го работел тоа што го работам, да ги едуцираме младите. Верувам во нивните способности, но верувам во тоа дека треба да се променат начините на кои што тоа се прави, на кои што се работи со младите. Ние мора да се адаптираме на промените. Абсурдно е да дискутираме сега да им забраните на студентите да користат ChatGPT за изработка на семинарска работа. Непродуктивно е тоа, просто непродуктивно. Генеративната вештачка интелигенција и генерално сите тие нови технологии треба да ни донесат напредок и така очекуваме ние од тоа, како што историски секоја индустријска револуција носела некаков напредок, секогаш била проследена со големи дилеми, со големи протести, со стравови и така натаму. Се надевам дека и овде ќе го најдеме правиот пат. Мора да се адаптираме. Јас само би сакал да апелирам на тоа да се користат сите тие технологии внимателно, да ги научиме младите како да ги користат тие технологии внимателно во своја корист, во општествена корист, како да не се злоупотреби тоа, за да може да постигнат практично многу повеќе од што сме можеле ние без тие технологии, од што можеле нашите предци без машините или без електричната енергија и така натаму. Лесно ли е да се препознае кога користат генеративна вештачка интелигенција студенти? Тоа е одлично прашање. Кога почна таа цела фама со ChatGPT и така натаму, некако и ние бевме ставени на еден крстопат каде сега како да се справиме со таа промена. Брзо увидовме дека не контрапродуктивно е да го забрануваме тоа. Напротив, треба да го охрабруваме користењето на технологијата, од друга страна на крај тие студенти наши се точно тие кои што ќе треба да го поддржат тоа и да го работат тоа во иднина, но многу е важно, суштински е важно да ги научиме да го користат тоа правилно. Да научиме дека вештачката интелигенција апроксимира. Тоа е ако се спуштиме на дното, тоа е некаква статистика. Имаме огромно количество на податоци, непоимливо за нашите системи на расудување, за нас како човечки организми, кои што никој може многу брзо да ги обработи и да извлече од тоа некаков заклучок. Не значи дека тој заклучок секогаш ќе биде точен. Значи, верифицирањето на тие информации што ги добиваат е клучно. И многу е лесно да забележите користење површно користење на вештачката интелигенција, која ќе видите халуцинации ги нарекуваме на таа генеративна вештачка интелигенција, нешто што нема никаква врска, извлечено е сосема од некаков контекст и нема никаква врска со целосната слика, која ќе видите чудни референци, која ќе видите чудни линкови во целото тоа, лесно може да се препозна. Ето она што сакаме да им обрнеме внимание на младите. Проверете ги фактите. Многу е важно да ги проверите сите факти. Пред да предадете еден проект, пред да предадете едно домашни, на крај пред да било што направите кој во вашата идна кариера. Да.
Токму така и ние за тоа се залагаме веќе долго време. Мислам, проверката на факти е нешто што редовно го правиме кај нас. Се забележува дека по овој бум со генеративната вештачка интелигенција има се споделуваат или се шират не само на социјалните мрежи, туку и во оние приватни четови, разноразни видеа кои што се генерирани со вештачка интелигенција, па дури и сомнителни видеа кои што се насочени кон некои личности чисто за да им наштедат. Како да се справат младите со тоа? Како да се спречи, возможно ли е воопшто тоа да се спречи? Па, јас се надевам дека тоа е возможно да се спречи, пред се ама не со тоа може да се спречи со системски пристап, со системски промени. Многу фактори влијаат на тоа. Едукацијата на младите, препознавањето, верификацијата на фактите, пак ќе ја спомнеме, многу пати ќе ја спомнеме, но и заштитата, системската заштита, градењето на законите, градењето на етичките норми, врстие закони на тоа, сето тоа како систем во целина треба да придонесе за некој да го тоа препознае лесно, да не го доживее, ако е навистина AI, да не го доживее како личен напад, да знае каде да го пријави и да биде сигурен дека тоа ќе повлече некакви правни последици по тој што се обидел да го направи. На крај така функционираат системите, значи во системи во кои што имаме изградени закони, се уште ги немаме за жал, на полето на сајбер безбедноста, а уште повеќе користењето на вештачката интелигенција се уште е далеку од тоа да биде дел од законските норми. Ама мора да побрзаме со тоа за да не ни се случуваат некакви несакани штетни последици. Таквите степенот до кој што се развива сега генеративната интелигенција, реалистичноста на тие видеа, на тие аудио записи е толку на високо ниво што некој навистина може да се посомнеме и не да направи нешто што не би сакале да се случи во тоа, да има последици по здравие, по живот, уште полошо. Да. Кога зборуваме за системот, да речеме образовниот систем кај нас, дефинитивно би требало преземе мерки во оваа насока што вие зборувате. Но дали, вака гледајќи од страна севкупно земено, дали мислите дека нашиот образовен систем има капацитет за такво нешто? Па, капацитетот се гради. И треба да се гради. За се градат капацитети и треба да се гради. Сега е моментот кога треба интензивно да се работи на градењето на тие капацитети. Ама зборам низ целото општество. Значи не зборам само да се воведе тоа како предмет на учениците, за да се воведе на предмет треба да се обучи некој. За да се обучи некој треба да има цел еден систем, цела една програма и што и да е тоа некаква околина во која што ќе се обучи. За тоа да се случи, за да се справиме со последиците, треба да знаеме каде да се обратиме, да знаеме од кого да побараме заштита, да знаеме дека воопшто не е срамота да побараме заштита за тоа што ни се случува во онлайн сферата. Ние во моментов работиме на еден таков проект, факултетот работи на таков проект, ама тоа не се решава со еден проект. Ние имаме проект финансиран од програмата Digital MK SafeNet проект со неколку невладини организации, со Министерството за дигитална трансформација, таму е носител, каде што се прават обиди да се дефинираат тие рамки, да се дефинира што треба да знаат наставниците, што да треба да знаат студентите, што треба да знаат родителите. Родителите се клучен фактор во целото тоа. Ама тоа е една капка во морето. Не можете вие со еден проект да го решите тој феномен на државно ниво. Тоа може да даде убави насоки како да се прави тоа. На крај, системот пред се Министерството за образование и Министерството за дигитална трансформација треба сериозно да се зафатат со тоа и да час поскоро почнат тоа да го спроведуваат. Ете, може би баш од тој проект може да произлезат некои корисни работи кои што они треба да пробаат да ги имплементираат и да се системски да се пристапи кон решавање на тоа. Да, бидејќи вакви моменти на пореметување на пазарот, да речеме, може да се сватат и како можност
и како шанса да се направат некои реформи, да се воведат некои новини кои што досега не биле воведени и да се фати, да речеме, чекорот со, предпоставам дека се уште не е касно. За тоа ги спомнавте родителите. Од една страна да, се професорите, наставниците и така натаму, меѓутоа родителите исто така е прашање колку тие се подготвени да им помогнат на своите деца кога се соочуваат со ваквите проблеми. Имаат ли капацитет и знаење да можат да разговараат за тоа или да можат да ги насочат каде да се обратат кога имаат ваков вид на проблеми, значи зборуваме за нарушување на приватност, онлайн заведување, користење на вештачка интелигенција во разноразни сомнителни материјали, измами на социјалните мрежи кои што сега се исто така во бум со користење на AI, значи колку родителите се, мислам, можеби не може да се даде некоја проценка, но чисто вака од вашето искуство. Особено битен фактор се родителите. Она што сега се случува е што ако направиме споредба со минатото и воведувањето на тие, ете и во минатото имало disruptive technologies, така појавите на телевизијата и така натаму појавата на интернет и така, ама не одело тоа толку многу брзо и некако генерацијските јазови успевале да го покриват тоа, да го покријат тоа. Тие што растеле како деца со телевизија знаат како кон своите деца да го координираат, да го насочат таа поддршка. Ама сега немаме време ние за тоа. Немаме време. Работите се одвиваат толку брзо што ако не превземеме директни насочени мерки, мора да превземеме насочени мерки за подигање на општествената свест, за директно обраќање кон родителите и тоа пак треба да го канализираме преку училиштата, предпоставувам, бидејќи таму се децата на крајот на краиштата, да ги образуваме за да се смени тоа. Ние се соочуваме со сериозен проблем. Немаме време да чекаме да се смени една цела генерација, па да рече, да, ова е таа генерација што порасте со чат GPT. Кој знае што ќе се случи до тогаш? Да. Сега чисто сакав конкретно да прашам, ако зборуваме за вештини за користење на овие дигитални технологии или за спроведување на таа дигитална безбедност, кој што самите млади или повозрастни можат да ги превземат. Што би биле главните работи што можат они да ги направат за да се чувствуваат и да бидат, да речеме, побезбедни во денешницата, во дигиталниот свет? Мора да бидеме отворени и да бидат отворени кон технологиите и да бидат да сакаат да научат како тие технологии се користат. Од друга страна мора да има некаква понуда и некаков пристап од општеството, од компаниите. Има примери во светот каде што на различни нивоа се прави тоа, од приватните провайдери, телекоми и така натаму до државите, министерствата, невладините организации, сите имаат своја улога во тоа како да пристапат и да ги научат. Ние мора да научиме тоа. Мора сите да научиме тоа. Ама тоа е, јас тоа секогаш сакам да го ставам во еден малку поширок контекст. Ние мора да научиме малку повеќе не само за дигиталната писменост, генерално, значи, владењето на правото, почитувањето на нормите, законите и на тоа да ги додадеме сите овие други. Има многу интересен како феномен. Имавме случај пред 5-6 месеци, имаше една злоупотреба со лажни казни за паркирање, каде што се намамуваа корисниците да платат казна за паркирање. Ако вие сте се паркирале уредно и ако сте сигурни во себе, кога ќе видите таа казна или ќе се рече таа сигурно некој си игра со мене или ќе се јавам на телефон, знам каде да се обратам и да прашам и да речам ова некој има грешка во целото тоа. Ама, ако во целото тоа ние сме решиле да ги, како се вика тоа, да ги подзаобиколуваме законите, па само за 10 минути бев јас тука паркиран и сега наеднаш имам казна. Возилото е службено, не сакам да дознае компанијата или на родителот моје возилото не сакам да дознае и ќе посегнам кон измамата. Многу полесни мети сме во тоа целото. Самите сме полесни мети ако системот не ни нуди целосна поддршка и ако ние не сме решени дека во целост ќе ги следиме сите тие норми. Стануваме лесни мети. Многу интересно и многу значајно ова што го кажавте. Има многу примери, има сега
во последно време со измами преку SMS пораки. Дури има примери каде што на телефон се јавуваат. На повозрастни луѓе им се јавуваат, вашата керка направи сообраќајка, исплатете ни 80.000 денари на оваа сметка и тоа и луѓето плаќаат. Мислам, ова го гледаме од извештаи од Министерството за внатрешни работи, значи тоа се случаи кои што се откриени. А тоа колку не се откриени, тоа не можеме ни да предпоставиме. Добре, професоре, сакав да ве прашам во однос на интересот во нашиот образовен систем. Значи, дали можеби е потребно да има посебен предмет кој што би се нарекувал сајбер хигиена, сајбер култура, не знам, дигитална заштита, дигитални права, како е сакате наречете го. Меѓутоа, дали мислите дека може тоа да влезе во формалното образование и да биде, еве, ако не задолжително, барем изборен предмет кој што би можеле да го изучуваат децата? Апсолутно дека мора тоа да биде така. Значи, тоа е уште едно множество на вештини. Во училишните системи ние гледаме дека има предмети поврзани со вештини во домакинството, вештини во техничка работа и така натаму. Ова се уште едно множество на вештини кои што сметам дека е уште посериозно треба да се разбере и треба да се имплементира, бидејќи ризиците со кои што ќе се справува, кои што се поставуваат врз децата пред се, врз учениците, се огромни последиците може да бидат огромни, несакани. Мора да размислуваме на тоа дека тоа треба да го направиме во самиот систем, да го вгнездиме. И сега, секогаш е тоа голем предизвик како да се обратите до младите, како да го направите тоа, дали треба да биде во формалната програма. Треба да биде дел од тоа, ама дали можеби треба да биде на формален начин предавано, дали треба да има учебник за тоа и книга по која што ќе се учи, или можеби треба да ги искористиме современите технологии. Јас мислам дека до младите побрзо ќе стигнеме ако во 5 TikTok пораки им ги објасниме заканите што може да им се случат. Во 99% случаите сигурен сум дека ќе го земат тоа и ќе им влезе тоа во глава и дека тоа ќе го запамтат, откако ги примораме и речеме чеки се овде има една книга од 100 страни, треба сеето тоа да се прочита, како да се заштитите од современите технологии. Па да, и тој учебник би требало подоцна да се менува на секој година две. Затоа велам, нема тоа поента во целото тоа. Да. Во ред, тоа е се, ви благодарам многу, професоре. Навистина ми беше задоволство и се надам дека наскоро повторно ќе зборуваме на истиве теми. Ако сакате да додадете уште нешто што не ве прашав, слободно може. Па не, само сакам да апелирам на тоа, значи технологијата секогаш има двојна намена. Секогаш има двојна намена. Можеби имате право, можеби бевме доста негативни кон генеративната вештачка интелигенција и технологијата. Не знам, можеби такво чувство ќе создадеме, но јас мислам, сметам дека луѓето треба да бидат отворени кон користење, не да се плашат. Генеративната вештачка интелигенција има многу позитивни страни. Ние во моментов имаме неколку проекти кои што се поврзани со таа тема. Имаме проект кој што е финансиран од НАТО, се вика Сентаи, како оние заштитници, нели, во јапонските филмови, кои што треба да не заштити од безбедноста на мрежната безбедност, да ја зголемиме со користење на вештачката интелигенција. Ама не смееме тоа да го забравиме и другата страна. Секогаш. Така што треба да ја користиме максимално во позитивна смисла, да го искористиме најдоброто од тоа, да се заштитиме себе си со вештачката, да се унапредиме себе си, да станеме подобри во тоа што го работиме, попродуктивни и така натаму, ама секогаш мора да бидеме будни и да бидеме свесни дека и некој друг може тоа да го искористи во негативна смисла. Со секоја технологија е буквално истото. Во човештвото му се повторуваат тие приказни. Секоја технологија што може да се искористи за напредок, секогаш има и темна страна, некаква која што може да се искористи во контра смер. Да, и она што е многу интересно е што она што ние се обидуваме да ги научиме
студентите наши кои што се идните, тие кои што треба да ги заштитат ресурсите, да ги заштитат луѓето од таквите сајбер напади, е дека на тие што напаѓаат, можеби им е многу полесно. Они немаат етички кочници. Они немаат законите секако ги игнорираат ако веќе решиле да ги прекршуваат. Од друга страна, тие што бранат, тие треба да бранат во рамките на закон, во рамките на етика. И уште еден факт е тука секогаш многу битен. Ние велиме, ги учиме студентите, вие мора да заштитите се. Тој што напаѓа, само едно треба да најде да го нападне и веќе е внатре во системот. Ама па тоа треба да биде мотивацијата да одиме напред. Да ја користиме технологијата за доброто. Така е, тоа е предизвикот. Горет, ви благодарам уште еднаш. Благодарам. Тоа беше првата епизода од серијалот Cyberштит. Ке имаме уште 2 епизоди, па понатаму се надеваме и уште повеќе. Ви благодарам многу и до гледање.